Продолжуваме понатаму. Колешката Верча Блажевска утринава ќе им даде на сестрите едно должно внимание, со оглед на тоа дека медицинските сестри секогаш во најкритичните ситуации се први на линијата и први им помагаат ни на пациентите. За оваа хуманна професија, за заложбите и како може да се унапреди со оглед на проблемите, посебно во последните години во здравството во нашата земја, ќе дознаеме детали од нашата драга, убава колешка Верча Блажевска. Повели. Елена, ти благодарам. Поздрав до тебе и Иван. Добро утро вам и на гледачите кои ја следат утринската програма на телевизија Сител. Овде од Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри, каде ќе зборуваме за она што најави и ти, а тоа е медицинските сестри конкретно во земјава. Со какви проблеми се соочуваат? Што значи да се биде медицинска сестра воопшто, а што значи да се биде медицинска сестра во Македонија? Кои се заклучоците од 4-тиот конгрес кој неодамна се одржа? Ќе ни каже магистар Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на медицински сестри, акушерки, техничари и стоматолошки сестри и Сдруженијето за нас. Добро утро и добро ни дојдовте во Есака Македонија. Добро утро, ви благодарам многу што го подигате гласот на медицинските сестри и многу го донесовте прашањето вака како што е, бидејќи тоа е тоа кој што во моментот најмногу е засега нашата професија, кој е нашиот статус и потоа тука се разделува по сегменти каде што прво им недостасува на сестрите структурата и базата и сето она другото кој што ги остварува во нивниот кариерен развој, во нивните работни задачи и квалификации и на работните места кои што треба да ги отсликуваат преку нивните образовни квалификации. Ви благодарам многу што исклучително како телевизија не следите во сите наши активности и ни го подигате гласот и се знаете дека веќе година дена вака во униформа овој сестринска визуелно настапуваме во име на Унијата и на Сдруженијата заради тоа што рековме додека не го добиеме законот и не ја добиеме комората на медицинските сестри, нашиот глас вака ќе биде видлив бидејќи униформата е нашето препознавање, нашата сила, нашето достоинство за она ние што го работиме. Племенитоста на професијата е таа која што е, предизвикот е многу голем за сите. Знаете дека напливот во училиштата е секогаш со многу голема желба за уписите на медицинските школи, меѓутоа да бидете медицинска сестра во Македонија е предизвик во кој што сакате да се остварувате во професијата, а немате образовни квалификации пресликани во компетенциите во работните задачи на работните места. Не сте препознаени, имате 4N незадоволство од комплетниот општествен статус. Значи незадоволни од кариерниот развој, незадоволни од образовните квалификации, од непризнаеноста, од непрепознаеноста и многу далеку од оној лик, имидж и дело на европската медицинска сестра. Меѓутоа, Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри кој што го сплотува сестринството во Македонија, во регионот и во Европа ги изнесе сестрите по едукативна основа насекаде и така се случи 4-тиот конгрес на кој ни беше и втората конференција на ЕСНО асоциацијата. Медицинските сестри многу убаво знаат што значи ЕСНО асоциацијата, тоа се врвот на европските асоциации на сестрите со специјалистички студии кај што сме ние членови. Оваа година бележевме огромен успех со тоа што влеговме во најголемата меѓународна федерација ИФНА, каде што се медицинските сестри од 47 земји вмрежени со интензивно лекување и анестезија. Таму го најдовме, мислам таму го добивме врз основа на сите активности и на се она кој што го работиме како видлив глас за сестрите во државата, бевме препознаени и го добивме местото и станавме членови од истата. Како членови на овие огромни асоциации и федерации бевме делегирани оваа година да бидеме домаќини на Европската конференција и тоа беше не само гордост за сестринството, не само гордост за здравствениот систем, за нашето Министерство за здравство, гордост за државата. Да бидете не европска земја, да бидете медицински сестри во регионот, уздружени асоциација и во Европа и меѓународно препознаени, да добиете конгрес и конференција на која имавме 13 држави, преку 36 европски асоциации, етаблирани имиња од сестринството од највисоко ниво, вклучително и председателката на Меѓународната федерација на ИФНА Джеки Роуз, председателот на ЕСНО асоциацијата господинот Адријано Фригановиќ. Над 60 предавања, конференција со исклучителни 24 предавања за статусот и инволвирањето и имплементацијата на медицинските сестри во носењето на здравствените политики, образовниот процес и сето она кое што го чини нашиот кариерен развој. Убаво кажавте што произлезе резолуција. Резолуцијата е доставена и до нашето Министерство за здравство од страна на председателот
на асоциацијата, од страна на меѓународната асоциација, следува многу поддршки од сите комори и асоциации од регионот и од Европа, кои што силен притисок меѓународен вршат на нашите здравствени власти за нашето сестринство, кој што го представува Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, конечно си ги добие сите оние нешта кои што не следуваат како професија, за да бидеме достоинствени во професијата, за да бидеме професионалци онака како што сакаат пациентите. Пациентите во Македонија заслужуваат да имаат медицински сестри со закон, да имаат медицински сестри со кариерен развој. Пациентите заслужуваат да имаат сестри кои што се едуцирани, заслужуваат да имаат медицински сестри кои што се однесуваат по кодекс, кои што имаат автономија на работните места, кои што не се помошници, него се промотори, превенираат, воспитуваат, здравствено лекуваат, рехабилитираат, ги скратуваат маките, го намалуваат болничкиот ден, учествуваат во, да кажам, главниот индекс на ефикасноста на болниците. Доста веќе сме само зборувани во бројки, доста веќе сме само зборувани во контекст дека треба за медицинските сестри. Конечно ова што го бара Унијата и Сдруженијето мора да го добиеме. Вие знаете дека ние бевме сега скоро испуштени во процесот на работните групи за законот носење каде што се медицинските сестри. Доволно веќе едноисти луѓе во едноисти комисии не застапуваат, не знаејќи едноставно што е тоа што на нас најмногу не е потребно, или едноставно веќе треба да ни се дозволи таму каде што се носат одлуките, да видиме ние, тие кои што бидејќи најмногу и најдобро знаеме што е тоа што е најдобро за нас. Доволно веќе функционираме без лиценци. Јас како медицинска сестра која што имам над 34 години работно искуство, се уште немам лиценца за работа. Тоа е еден таков парадокс на нашата сестринска професија која што едноставно не ги регулира одговорностите на нашите медицински сестри. Мислам дека доволни се инстант адхок решенија, доволни се веќе, како да кажам, состојби во кои што одредени индивиди на разноразни импровизирани начини на сестринството му нанесуваат штета. Сестрите треба да бидат таму кај што се носат одлуките. Во здравствените комисии да имаат собствен сектор во Министерството за здравство. Сето тоа беше тема на разговор, сето тоа е исклучителна поддршка од меѓународните асоциации према нас, која што е стигнато до Министерството за здравство и до нашите здравствени структури. Ние од Унијата и од Сдруженијето ќе продолжиме на сите можни начини, значи да го добиеме местото таму каде што се носат политиките за сестрите. И тогаш може да зборуваме за тоа дека сестрите од некаде започнаа да го решаваат статусот во државата. Во овој момент да бидете медицинска сестра во Македонија значи да бидете општествено неостварени по многу основи. Немате автономност на работните места, немате авторитети во менеджерските тимови, не учествувате во носењето на политиките, не учествувате во носењето на систематизациите, не сте предвидени во органограмот на систематизациите кога завршувате во одредено образование да бидете веднаш признаени во болницата, добивате паушални додатоци на образованието, не сте остварени по коефициентот и по решение еден ден кога ќе заминете во пензија, годините во кои што сте биле платени само по коефициент и додаток за образованието, нема да ви бидат евидентирани како сестра со високо или дипломирана медицинска сестра. Сестрите повеќе не може да функционираат во болниците во една општа нега и грижа. Тие се специјалисти во собствената област. Потребни се колективните уредувања на медицинските сестри. Од тој аспект ние како Унија и како Сдружение покрај тоа што работиме едукативно за сестрите, преку конгреси, симпозиуми, конференции, работиме за уредување на системските работи на сестрите во болниците и колективното уредување преку синдикатите во болницата. И гласно кажуваме дека веќе е дојден моментот кога веќе доволно се само зборува. Сите министерски гарнитури наназад на некој начин многу зборуваа за сестрите, а ништо до сега не донесоа и не направија за сестрите. Ние сме толку многу професионални и го почитуваме ликот на нашите пациенти, правиме се за вредноста на пациентите и за подигање на вредноста на пациентите и не сакаме да ги оставиме пациентите во болниците. Меѓутоа, мислам дека е дојдено време и момент кога толку многу незадоволството направи наплив и на одлевање и на незадоволни здравствени работници, кои што се, за жал, може би се пресликуваат и во губење на довербата кај пациентите. А ние не сме тие кои што го предизвикуваме тоа. Значи, ние сме тие кои што сакаме да се образуваме, си ги бараме нашите структурни законски одредби врз основа на кои треба во болниците да бидеме осликани, треба да ги понесеме одговорностите. Не зборуваме овде само за платеност по одговорностите, зборуваме за одговорности кои што се и прекршочни одредби. Медицинските сестри исто како и сите други мора да одговараат за нештата кои што ги направили или не направили. Така да тоа е вака една општа, како да кажам, ситуација која што мора структурно да биде поставена
за да сите оние сегменти кои што следуваат после сето тоа остварување на сестрите по основ на вклученост нивна во образованието, вклученост нивна во носењето на политиките, нивните авторитети во болниците, оваа маргинализација која што се случува на сестрите со средна стручна спрема треба да застане. Потребен е комплетен ресет. Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри ги нуди решенијата комплетно и ние имавме многу надежни средби со Министерството за здравство. Меѓутоа не е во ред да имате изнудени средби во кои што ќе ви кажат дека сте административен пропуст. Не може да бидете ви административен пропуст кога сте најголемата бројка во здравствениот систем, кога се што ни се случуваше наназад почнувајќи од ковидот и за жал несреќите кои што ни следија покажаа колку медицинските сестри се битни, важни и колку тие согоруваат на работните места по разноразни основи. Заслужуваат да имаат закон, да имаат своја лиценца, да имаат своја достоинствена професија. Тогаш може да зборуваме за задоволни здравствени работници кои што рефлектираат задоволни пациенти. Тоа е нешто кое што мора сериозно како порака да биде сватено од нашите здравствени власти, за да може да направиме едно општествено добро. Гордана, мислам дека пораката е испратена. Благодарам за разговорот, за сите овие информации. Се надевам дека успеваме да го кренеме гласот на медицинските сестри на сестринството во земјава. Во една прилика ќе каже Гордана дека медицинската сестра го пречекува пациентот. Не му е важно дали медицинската сестра има високо образование, дали има лиценца, меѓутоа за да биде таа задоволна и да може да ги пружи своите услуги и да може вистински да се погрижи за пациентот и да го испрати здрав и среќен дома, треба да биде задоволна и да бидат исполнети незините права. Се надевам дека успеавме да дадеме корисни информации околу тоа каква е состојбата со медицинските сестри со сестринството во земјава, како е да се биде медицинска сестра во Македонија, колку се тие задоволни и што требаше да се направи уште вчера. Верче, благодариме многу и ќе ни ја поздравиш сестра Гордана, секогаш пријател на Ја сакам Македонија, па и ние сме пријатели на медицинските сестри и се разбира сите заложби ги правиме за, како што велиш, да бидат на своето место достоинствено третирани како што заслужуваат.